Страхувам се да не се случи същото или по-лошо, да не бидат следващите панихиди наши. Од осомничен за трговија со дрога во Македонија до статус на холивудска звезда во Бугарија, кафеанска тепачка за која нема докази дека бугарската самосвест на Христијан Пендиков била причина, стана причина да се сними филм за животот на бугарите во Македонија. Не се чувствувам заштитен воопшто. Во 15-минутниот филм очигледно желбата е македонските бугари да се представат како најголеми жртви. Тие се жалат дека преживуваат вистински пекол во државава, па дури и дека им било страв да излезат од дома. Почнаха хората да псуват, да ти си такав, ти си предател, мрсно куче, всякакви гнусни думи. Апсолутно сознание ценят се говор на омраза на путија и да бидат нападани по улицата. Има пријава во полицијата за тоа од најмалку 10 човека. Соговорниците во документарецот на BTV, чиј идентитет не се открива, се жалат дека имале закани по живот поради својата бугарска самосвест, очекувале да бидат тепани по улиците, но добивале само пцости. И веднаш почна на тие што бевме на снимка до 10 души, почна закани по живот. Неколку дена после панихидата, одејќи по улицата каде што живеам, некоја кола во минување, не видов кој беше, група од луѓе ме пцуја. И мислев дека ќе застанат тука и дека ќе ме тепат, ама не застана, за моја среќа. Според овој филм, бугарската самосвест била причина и екзистенцијата да им биде доведена во прашање. Каза ви сами, че сам обиждал македонците, со тоа, че сам се декларирал като Българија. Ти си предател, взимаш пари од Българија, заради това се декларираш так, за това не ти пука, че ще загубиш работата. Има и едно друго нещо, което много се говори, че ви се плаща. И за това сте решили да сте българи. Во моментов дури немам ни работа, немам ни пари и јас не знам каде се тие пари кои Българија нас не ги дава. Дека состојбата на бугарите во Македонија не е таква каква што сакаат да представат, оние кои пред некоја година дознале дека се бугари, во филмот кажува Мартина Спиротска, бугарка родена во Варна, омажена за македонецот Охрид. Моите деца никога не се имале проблем като българи. Те се осещат като българи и винаги ще бъдат българи, половина македонци, половина българи, тоа е нормално. Таа се осврнува и на тепачката по која Пендиков со владен авион беше однесен во Бугарија. Според неа жалосно е што целата оваа ситуација се ispolitizirала. Охрид е малък град, всички се знаеме. Наистина ми е много криво, че нещо такова се случи и се политизира. Дай Боже, пак да бъде както било някога. Народа македонския обича българския народ. Не само од медиумите, Пендиков доби еден вид херојски статус во Бугарија и од страна на политичкиот крем. На државна сметка доби стан и обезбедување, а според најавите ќе добие стипендија за кај источниот сосед да го заврши своето високо образование.